За да се поттикне донирањето, државата обезбедува даночни бенефиции. Ова е определено со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности. Ова не значи дека законот го користите за сите донации и спонзорства, туку само за оние за кои што сакате да добиете даночни поттикнувања. Законот опфаќа парични донации, но и оние што се даваат во добра и услуги. За даватели на донации се определуваат физички и правни лица од земјата и странство, а за приматели ограничено е на правни лица. Ова значи дека доколку примател е физичко лице, не можете да го користите овој закон. За правните лица, особено важно е ослободувањето од данокот на добивка. Донациите во текот на годината ќе се признаат како расход и на нив нема да се плати 10% данок доколку се користи законот за донации и спонзорства. Прагот за ова е 3% кога станува збор за спонзорства и 5% од годишниот приход на фирмата кога станува збор за дадени донации. Постојат олеснувања поврзани со данокот за додадена вредност. Кога одредена фирма, например, ќе донира добри услуги, тоа може да го стори без да и биде наплатено ДДВ. Дополнително, ова е многу важно и за примателите. Ако како граѓанска организација сте примиле финансиска донација, се што ќе купите од тој износ, го купувате без ДДВ. На овој начин и се зголемува вредноста на донацијата. Исто така, ДДВ не се наплаќа на влезниците за донаторски настани и за SMS донациите. Кога станува збор за донации во предмети и материјални добра, примателот, без разлика кој е давател, е ослободен од данокот на подарок и данокот на наследство. Исто така, во наредните 5 години е ослободен да го плаќа данокот на имот. Доколку сте представници на граѓанска организација и сакате да обезбедите донации од локални донатори, во тој случај убаво е овие информации да ги пренесете на донаторот. Нашите истражувања покажаат дека даночните ослободувања се особено важен поттик за фирмите да донираат повеќе. За да ги користите даночните бенефиции, Законот за донации и спонзорства има административна постапка. Најпрвен треба вие како примател, например граѓанска организација, или пак давателот, фирмата, да поднесе барање за определување на јавниот интерес до Министерството за правда. Имајте предвид дека без ова решение, што би го издало Министерството, не можете понатаму да ги добиете даночните олеснувања. Затоа, гледате да ги планирате своите донации и да ги обезбедите сите потребни информации и документи за вашиот давател, затоа што оваа постапка може да потрае некое време. Затоа, навреме започнете постапката за вашиот давател да биде сигурен дека ќе може за дадената донација да користи даночни бенефиции. Потребно е да се истакне дека не е неопходно да се направи трансакцијата пред да се побара решението од Министерството за правда. Постојат неколку документи кои што се користат во административната постапка. Примателот треба да му издаде потврда за примена донација на давателот. И исто така, примателот и давателот поднесуваат извештај. Документите што се потребни во административната постапка вклучуваат договор за донација и спонзорство со некои исклучоци, потоа потврда за примена донација што се дава на давателот и извештај што ги поднесуваат примателот и давателот. Сите потребни документи и урнеци за нив се достапни на интернет платформата doniraјpametno.mk. Ова интернет платформа е особено полезна за граѓанските организации. Тука може да ги најдете сите документи и дополнителна поддршка за како да го најдете вашиот бизнис донатор.